10.000 протестираа ширум Турција против израелската војна против Хамас. Протестите беа последниот знак за растечките тензии во Турција поради војната во Газа, за која некои наблюдувачи велат дека доаѓаат по изјавите на турскиот претседател Речеп Тајип Ердоган неколку дена претходно. Biz çok güçlü olmalıyız ki Треба да бидеме многу силни за да не може Израел да ги прави овие срамотни работи на Палестина. Како што влеговме во Карабах, како што влеговме во Либија, можеме да направиме нешто слично со Израел. Нема причина да не го сториме тоа. Турските знамења се вееа на половина копје, додека Турција одбележа ден на жалост за убиениот лидер на Хамас Исмаил Хание. Но израелските аналитичари велат дека војните закани на Ердоган ја подигнуваат бесната војна со зборови на ново ниво. Штом користите војни закани, мислам дека ова прашање не треба да се игнорира. Многу аналитичари велат дека ова нема да се случи утре, но штом веќе ќе се каже ова, тие што се задолжени за војската треба да се подготват. Кога има подготовки, има и планови. Тогаш тоа треба и да се оправда. Потоа треба да се каже дека другата страна се заканувала и имало таков круг на непријателство, што мислам дека е опасно. Но некои велат дека ескалирачката реторика на Ердоган е повеќе за обидот на турскиот лидер да ја зацврсти својата националистичка конзервативна гласачка база и неговиот гнев поради тоа што е вознемирен од земји како Катар и Египет во напорите да се реши војната на Блискиот Исток. Антиизраелската реторика ја одразува зголемената фрустрација во Анкара поради исклучувањето од дипломатските процеси за постигнување прекин на огнот во Газа и планирањето на проектот за реконструкција на Газа по војната. Кина неодамна беше домаќин на палестинските лидери што им зададе уште еден удар на напорите на Ердоган да се појави како клучен играч во дипломатскиот процес. Турскиот претседател јавно ја изрази својата фрустрација, барајќи од лидерот на палестинската управа Мухмад Абас да се извини што одбил да ја прифати поканата да се обрати во турскиот парламент. Со спроведувањето трговско ембарго од Анкара против Израел и ескалацијата на војната со зборови, аналитичарите предупредуваат дека земјите сега се на уште еден поопасен курс. Повеќе нема ништо да ги спречи турските и израелските лидери да се движат во опасни правци. А штом повеќе нема закани во цивилна област, тоа ќе стигне до воена област, а тоа е опасно. Како што конфликтот се шири кон Либан и можеби Иран, аналитичарите предупредуваат дека Ердоган може да најде уште повеќе можности да ја подигне својата реторика против Израел и дополнително да го прошири конфликтот.